капитал не се појавуваат случајно. Тие се резултат на визија, дисциплина и континуирана посветеност. Токму затоа, Македонска берза ги дотелува овие награди. Дами и господа, времето знаеме сите, незапирливо оди напред. Зад нас е уште една календарска и берзанска година. Геополитички и економски живееме по се судејки во некој нов свет. Промените се многу брзи. Како во ваквиот свет, нов свет, се однесува берзата и инвеститорите? Глобално, неочекувано добро, со нови ценовни порасти и рекорди. Во услови на значајни турбуленции од различен тип, главните светски берзи продолжија со нивниот пиков тренд. Брзо се неутрализираа на берзите и оптимизмот повторно преовлада. Намалувањето на каматните стапки поради подсмирената инфлација и потенцијалот и идните дострели на вештачката интелигенција многу полесно се лепат, така да кажеме, кај инвеститорите, наспроти опасностите од евентуална рецесија и разноразни меури, односно ширењето на актуелните воени судири и промените во досегашната светска безбедносна архитектура. Нијанса ублажена. Ваквиот годишен промет до денес е околу 153 милиони евра, наспроти ланските 200 и кусор, а перформансата на индексот МБИС 10 до денес е околу минус 1% year to date. Но да се подсетиме, ланската 2024 според промет беше најдобра во последната деценија, а МБИ 10 спореден со крајот на предпандемиската 2019 е во голем плюс од 117%. Со други зборови, зад нас имаме една помирна, но релативно добра берзанска година и може слободно да кажеме дека сме задоволни. Брзо се неутрализираа на берзите и оптимизмот повторно преовлада. Намалувањето на каматните стапки поради подсмирената инфлација и потенцијалот и идните дострели на вештачката интелигенција многу полесно се лепат, така да кажеме, кај инвеститорите, наспроти опасностите од евентуална рецесија и разноразни меури, односно ширењето на актуелните воени судири и промените во досегашната светска безбедносна архитектура. Нијанса ублажена. Ваквиот годишен промет до денес е околу 153 милиони евра, наспроти ланските 200 и кусор, а перформансата на индексот МБИС 10 до денес е околу минус 1% year to date. Но да се подсетиме, ланската 2024 според промет беше најдобра во последната деценија, а МБИ 10 спореден со крајот на предпандемиската 2019 е во голем плюс од 117%. Со други зборови, зад нас имаме една помирна, но релативно добра берзанска година и може слободно да кажеме дека сме задоволни. Импакт и наредната година. Телеграфски. Би споменали уште две работи што ја одбележија годинава од наша гледна точка. Прво, планираната примена на новите европски закони во областа на пазарот на капитал се одложи. Тоа беше неминовно и на барање на индустријата. Но ова треба да биде последно одложување. Овој голем стратешки чекор мора да се направи во 2026. Како во интеграцијскиот проект со 7 други берзи од Централна и Југоисточна Европа, така и околу конкретната подршка на евентуални домашни кандидати за IPO за иницијални јавни понуди. Во кој работи банката? Значи, нашата визија за конкретна подршка при издавање на акции или обврзници доби официјален европски експертски печат. На потек се македонските компании. За 94%, а со истата се тргувала на 196 дена. Оповикувам господин Александар Спасовски, председател на надзорниот одбор и директор на дирекција за малопродажба на Макпетрол, да ја прими наградата. Да инвестира во цијела на Макпетрол, како и во силјата на Македонска берза, да не ја заборат британските берзи.
текот на периодот секој трговски ден тргува на оваа акција, покажува дека акцијата на Комерцијална банка ја брани ликвидноста на системот, ликвидноста на пазарот и дека се надевам како член на управниот одбор дека со понатамошните перформанси на банката ќе ги задржиме вашите инвестиции и дека и понатаму ќе продолжи да се тргувањето. Благодарам во име на управниот одбор и вработените во Комерцијална банка. Receiving this award. It's actually a recognition for all our hard effort to grow, to support constantly the economy, to contribute to the society, and to create value for us shareholders. So thank you all for your trust on behalf of the entire Stepanska team. Wish you all a joyful Christmas season and a happy, healthy, and inspired New Year. Во вест од околу 2,2 милијарди денари, додека преку блокови реализирани се 1,6 милијарди денари. Формирана комисија во следниот состав. Тони Стојановски, представник од одборот на директори на Македонска берза, Иван Штеријев, представник на берзата, Андријана Матијовска, представник на регулаторните институции, Горан Марковски, представник на пазарните учесници, Елисавета Георгиева Јовевска, представник на корпоративниот сектор, Сашо Арсов, представник од високообразовна институција и Драган Давидков, представник од редот на експерти во областа на финансии. За 2025 година да е доделен на Мунгар Адрик. Директор на Македонска берза, да повикувам господи Александра Томин, главна уредничка на дигиталната редакција на Мунгар Капија и да сте запитате на ефирна награда. Најава што Bloomberg Adria доби ваква награда за посебен придонес во развојот на едукацијата и развојот на пазарите на капитал. Секојдневно се трудиме искрено да придонесеме за здрава иднина, за пазари во кои што ќе влошуваат и нашите млади. Ние во Bloomberg Adria веруваме дека финансиското знаење и инвестиција за иднината. Најавуваме уште многу и различни проекти кога известуваме за финансиски пазар. Благодарам. Иван Посел. Наградата ја додели господината Самирчевска, представник на комисија.